Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за крвен притисок со акцент на хипертензија, односно висок крвен притисок. Ќе се осврнеме и како временските прилики, промените на времето, односно прелазот од зимска на пролетна сезона влие врз кардиоваскуларниот систем. Моја денешна гостинка и соговорничка во студиото е доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист, интернист, кардиолог. Доктор Шушлевска, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, ви благодарам за поканата. Да, секогаш интересна тема и актуелна тема кога говориме за крвен притисок. Денеска, како што реков, ќе се осврнеме, пред се фокус ќе ставиме на високиот крвен притисок. Што е висок крвен притисок? Што се смета за хипертензија? За да објасниме хипертензијата, односно високиот крвен притисок, малку информации, ако ова се веќе општо познати теми, но со оглед на степенот на важност на хипертензијата, дека е неслучајно наречена тивок убиец, зборува само за тоа што всушност представува нормалниот крвен притисок. Нашиот циркулаторен систем е потребно постојано да обавува својата функција, да спроведува крв, која што нели ги спроведува хранливите материи, и тоа го прави низ два система, всушност на системска циркулација и пулмонална циркулација. Кога ние зборуваме за покачениот крвен притисок, ние всушност мислиме на системската циркулација, крвта која што поминува од левата комора низ аортата до сите органи: мозокот, срцето, белите дробови, црниот дроб и мускулите. Таа е всушност дефинирана од контрактилитетот, значи од степенот на сила со која што срцето пумпа, се контрахира, и од фреквенцијата, честотата, она што го викаме колку ни е пулсот во минута, како и периферниот отпор кој што го пружаат крвните садови. Најчесто покачениот крвен притисок е резултат на тој зголемен отпор во периферните крвни садови, и тоа претежно во мускулатурата. Што значи тоа? Тоа значи дека срцето пумпа спроти поголем отпор, крвните садови се стигнати и е изложено на поголем механички всушност напор, кој предизвикува одредени патолошки адаптации во срцевиот мускул, меѓутоа и во крвните садови. Поради тоа, всушност, потребно е да го балансираме крвниот притисок, за да може срцето да работи долгорочно во едни пооптимални услови. Така, докторка, како се класифицира крвниот притисок? Може да слушнеме и за артериска хипертензија, примарна и секундарна хипертензија. Што значат всушност овие поими? Тоа значат, тие поими значат дека причината за поголемиот крвен притисок може да биде во самиот циркулаторен систем, она што го напоменав, степенот на отпор кој што го пружаат периферните крвни садови, но може да биде причината и од други причини кои што може да влијаат на работата на циркулаторниот систем, на срцето и крвните садови. Еве ќе почнеме од секундарната хипертензија. Тоа значи кога имаме нарушена функција на тироидната жлезда, на надбубрезите и бубрезите, ние имаме секундарно оптоварување на срцето и крвните садови. Што значи тоа? Еве, надбубрезите и бубрезите се дополнителни партнер органи, како и сите органи всушност имаат взаемна синергија во нашето тело, но кога имаме намален проток низ бубрезите заради намалената работа на срцето или заради немање на внесна течност или заради, не дай Боже, инфаркт или некоја друга патолошка промена, протокот низ бубрезите е намален. Тоа го чувствуваат одредени клетки во одредени зони, зона гломерулоза се викаат, во крвните садови на баренхимот на бубрегот, и тие испраќаат сигнали дека е потребно да се зголеми отпорот во крвните садови, како тие би можеле да адекватно реагираат на оваа нарушена ситуација, за да може да се обезбеди таа перфузија. Значи, тоа може да се случи кога бубрегот чувствува промена заради некакво нарушување во циркулаторниот систем, но и заради нарушување во самите бубрези, како на пример и нарушување на протокот на крвните садови до бубрезите, оние ренални артерии или бубрежни артерии, кои се карактеристични за, да кажеме, помлади жени, заради така наречена фибромускуларна дисплазија. Че тоа е една од причините и ние треба да помислиме на таа причина всушност, и да ја таргетираме, да целиме кон нејзино рачистување, бидејќи класичното лекување на притисокот нема да обезбеди решение на овој проблем. Друга причина е кога имаме хипералдостеронизам. Тоа е состојба кога надбубрежните жлезди заради генетски мутации излачуваат погрешно сваќаат дека треба во организмот
да го задржат нивото на натриум. Натриумот е еден од осмотските иони кои со својата активност обезбедува задршка на вода, а на таков начин е полно циркулаторното корито. И заради генетски мутации, хипералдостеронизмот доведува до хипертензија. Повторно лекувањето на оваа состојба е во дијагностицирање на секундарниот или примарниот хипералдостеронизам и решавање на оваа состојба со отстранување на надбубрегот или со билатерална, отстранување на двете надбубрежни жлезди или пак само со терапија, доколку таа генетска мутација не е изразена во толков степен. Доколку тироидната жлезда е во хиперфункција, хипертироидизам, тоа го оптоварува, го става кардиоваскуларниот систем, срцето во една хиперкинетична состојба, да работи со поголем контрактилитет и со поизразена фреквенција. Имаме зголемен проток и всушност основа за развивање на една токсична, тиротоксична кардиомиопатија. Повторно ја решаваме проблематиката на тироидната жлезда, секундарно само по себе се решава проблемот со притисокот. Со притисокот, додека се оствари тоа, нормално дека е потребно да се лекува покачениот притисок. Есенцијалната или примарна хипертензија е резултат на огромен број на генетски мутации кои што влијаат на активноста на симпатичкиот нервен систем и со односот помеѓу бубрезите и кардиоваскуларниот систем. Значи тоа е таа спрега која што резултира на крајот со напнати, значи со поголем периферен васкуларен отпор и таа ја лекуваме со класични лекови антихипертензиви. Кога сме кај бројките, што всушност ни покажуваат бројките според последните препораки, кои вредности се сметаат за нормален крвен притисок? Значи, и дали тие се исти кај секој граѓанин, кај секој индивидуа, да... Токму заради тоа имаме распон всушност на нормални вредности на крвен притисок и тој се движи од 90 до 130 за систолен крвен притисок и до 60 за диастолен крвен притисок. Но диастолниот притисок, горна граница според новите препораки на Европското здружение за кардиологија е 80 мм. Значи, оно што ние би го сакале да го сватиме посериозно, да внимаваме, е доколку ни се презентираат пациенти кои имаат вредности гранични 130 со 80. Порано беше 140 со 90 гранична вредност, над 142 со 90 или 135 со 92 веќе представува првстепенна хипертензија, односно покачен крвен притисок. Но сега границите се променија поради огромниот број на податоци всушност кои покажуваат дека всушност многу од болестите се комбинирани меѓу себе и ефективното лекување на притисокот навистина ги намалува компликациите. Па заради тоа, онаа вредност од 130 до 140 за систолен се смета за покачен. Значи внимание од наша страна да го мониторираме пациентот, да му дадеме упатства како да ја подобри својата општа состојба или со оние лајфстайл навики, за да може да се врати во побезбедната зона. А за диастолниот притисок е помеѓу 80 и 90 веќе се смета дека е покачен крвен притисок. Така што доколку пациентот се појави во амбуланта и тој има 130 со 90 или 130 со 85, пристапот е дека нема нормален притисок, туку дека е потребно да намали телесна тежина, внесна сол, да го подобри спиењето, да се движи секако и така натаму. Бидејќи покачениот крвен притисок на есенцијална хипертензија е всушност фактор, резултат на 3 фактора. Пред се генетиката, значи генетски предиспозирани особи порано ќе развијат покачен или примарна хипертензија отколку генетски не. Ако некој во семејството има претходно. Така е. Втората работа е лајфстайл, модифицирачките фактори, начинот на живење кој сигурно многу влијае на тоа, и третиот фактор е природното старење. Што значи дека на возраст над 60-65 години очекувано е веќе да имаме покачен крвен притисок од причина што крвните садови стануваат склеротични и затоа најчесто дијагностицираме систолна хипертензија. Односно најчесто се покачува систолниот крвен притисок, а диастолниот е во рамки на нормала. Па така и пациентите кажуваат: докторке, покачен ми е само горниот притисок, што треба да направам? Долниот ми е секогаш низок. Така. Што ова се трите најрелевантни фактори кои треба да ги имаме во предвид кога дијагностицираме артериска хипертензија. Но од друга страна има луѓе кои едноставно живеат или се соочуваат со низок крвен притисок. Зошто некои имаат, еве народски да се изразам, висок, а други низок крвен притисок? Генетиката е во прашање најчесто, но и
начинот на живење. Најчесто овие кои што имаат низок притисок се женски особи и вообичаено се слаби и дури во одмината возраст го задржуваат тој низок притисок. Меѓутоа пред се е генетиката, нели, која што предиспонира да едноставно кардиоваскуларниот систем е така подесен и функционира, нели, во перименопауза може да се јават пациентки кои ќе кажат за мене е нормален 100 милиметри систолен крвен притисок, на 120 јас веќе се чувствувам непријатно, чувствувам срцебиење, чувствувам главоболка, значи тие промени ги регистрираат многу ефикасно. Так, тука ќе ги поканеме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка и соговорничка во Добриот доктор, доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист, интернист, кардиолог. Говориме на тема хипертензија, односно висок крвен притисок. Може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023-116-566. Докторка, токму периодов од преминот од зимата кон пролета, но и деновиве изминатиот период, навистина имаме доста драстични промени во временските услови. Многу граѓани нивната општа здравствена состојба ја препишуваат на временските прилики. Има ли поврзаност, еве конкретно со притисокот, но и со општата здравствена состојба промената на времето? Да, вообичаено и споменуваме на пролет, така наречен пролетен замор. Или како терминологија, така, кога сакаме да си објасниме дека се чувствуваме малаксано, заморно, дека сме поспани, може да се каже дека постои навистина корелација помеѓу промените што настануваат во атмосферата, че атмосферскиот воздушен притисок кој се покачува на пролет и на лето, и исто така и во однос на времето, во однос на експозицијата на дневна светлина. Значи надворешните фактори од една страна, промените во влажноста на воздухот и во атмосферскиот притисок влијаат на нашето општо чувство и тоа особено го чувствуваат луѓе кои имаат заболувања како мигрена, значи главоболки, покачен крвен притисок и промени со зглобовите, остеоартритис. Овие во однос на остеоартритисот веќе е познато дека внатрешниот интраартикуларен притисок, притисокот кој влада и кој е негативен во зглобовите се порамнува, има тенденција како и се според законите на физиката, така, да се порамни со атмосферскиот притисок и тоа го чувствуваат. Луѓето особено кои имаат хронични проблеми во квалитетот на раскавицата, таа е заболена. Исто така и пациентите кои имаат мигренозни главоболки. Од друга страна, оној пролетен замор што го чувствуваме е всушност адаптација на новите услови кои владаат, не само од страна на притисоците и на влажноста, која е многу тешка да се поднесе, питаа да напоменам доколку е над 70%, туку и заради хормонските промени што ни се случуваат во нашето тело заради промените во времето. Денот се продолжува, значи имаме поголема експозиција на дневна светлина, а претходно во текот на зимата мелатонинот имал долгорочна улога заради балансот што го поставува со серотонинот. Од таа страна, овие промени, некои од луѓето, особено повозрасните и тие со покачен крвен притисок, имаат поголем проблем да го поднесат во текот на таа адаптација. Така, ќе говориме и за околу корекција на терапијата, во кои случаи како треба да се коригира јачината, но да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро. Вака, сакам да прашам гостинката, односно докторката. Јас имам 31 година. Знае да ме се покачи притисокот, без на инсулин, на екоген, срцето си е боле, докторката ми даде либел по пола да пијам, меѓутоа најчесто ми се покачува притисокот кога нема да ја земам редовната терапија во центра. Дали тоа влијае, секоја прво мерење мене на притисокот ми е 160%. Дали стравот го прави своето или не знам, меѓутоа како да се стабилизирам, за 10 минути ако го измерам, веќе паднат на 130-190 и не чувствувам никаков страв во мене. Прашањето ми е, дали тоа што јас често не ја пијам на центрот, но на нередовно, може да влијае на притисок? Вариацијата. Ви благодарам, ќе добиете веднаш совет и препораки и одговор на вашето конкретно прашање. Секој е добро? Можно е, бидејќи можно е да има некаква интеракција, бидејќи асетрата влијае на тие неурохормонални процеси што се случуваат во нашето тело, се директно или индиректно поврзани и со регулацијата на артерискиот крвен притисок.
Меѓутоа, доколку е индицирано, потребно да се прекине со сентрата, тоа може по друга страна да покаже дека има и предиспозиции за покачен крвен притисок. Секако дека е правилно да се мери крвниот притисок неколку пати, после 5 до 10 минути релаксирање во седната наведната положба. Да, еве како што слушнавме веќе по вториот пат после 10 минути. Меѓутоа, второто мерење е 90 мм. Значи, сепак ова е некој артериски притисок кој одразува базичен, покачен артериски крвен притисок и тука огромна улога игра амбулаторниот холтер, бидејќи ќе отслика 24 часовно несување на притисокот и така наречениот просечен mean arterial pressure. Значи, оној притисок кој што го одразува константниот среден артериски притисок е всушност функција на систолниот и диастолниот. И какво е однесувањето во текот на ноќте, во одредени периоди во текот на денот. Така што потребно е да се расчисти без разлика на возраста, бидејќи како што кажавме, нели имаме генетски предиспонирани и помлади да се соочуваат. За да може да се расчисти каква е состојбата на притисокот и да се заземе конкретен став. Дали треба да се лекува постојано или по потреба. Значи само во одредени услови, во предменструален речеме период кога можно е заради варијации во хормоните да имаме поголема осетливост или во услови на замор или некаков поголем напор или сите имаме некаква динамика, така што не мора да значи дека има покачен крвен притисок. А сентрата може да биде поврзана со крвниот притисок. Да ги слушнеме и прашањата од следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ваша редовна гледачка, ќе останам на линија ако треба докторката да ме попраша нешто. Да. Јас сум на возраст од 68 години, 22 години веќе пијам, лек за висок притисок. Сега во последно време, значи, нискиот притисок постојано ми паѓа. Значи на 60. А високиот си останува нормален, ако се напијам таблета за висок притисок, пијам скуприл сега, значи ми паѓа дури на 90, 150 ми оди притисокот. И неколку, веќе 3-4 дена не сум во состојба да смеам да пијам скуприл, ради тоа што ми паѓа многу притисокот и почувствувам мачнина, тежина на срцето, гадење, главоболка и тоа ми е знак дека го мерам притисокот и дека нискиот притисок ми е 60, некогаш ќе падне дури на 55, а високиот ми е 100, 110, 112, пулсот си е во нормала. Мислам, бидејќи пијам бипресо, пијам аспирин протект, пијам, мислам, Реодон, Сиофор, Елицеа и Димитрин. Имав, мислам, многу болки ортопедски пред тоа. Многу ми се качуваше притисокот, може би од самите болки. Меѓутоа, кога бев на физиотерапија, после физиотерапијата, веќе притисокот, високиот притисок ми се стабилизира. Значи, не ми се качува, ми се качуваше на 160, со 60 разлика. Значи 100 меѓу самите притисоци разликата доаѓаше. Конкретно прашање некој или зошто малиот притисок нискиот? Конкретно прашање, сакам да ја прашам докторката дали има проблем тоа што не го користам во тие денови кога се чувствувам дека ми е низок притисокот. Значи, кога ќе го измерам на високиот, не го земам лекот за висок притисок, скуприлот. Така. Добро, ќе добиете одговор. Кога даваме терапија, имаме целна вредност, нели, со секој пациент. Помлади, повозрастни, порано беше став дека кај возрастните особи треба над тоа, веќе над 75 години, што не важи за пациентката, меѓутоа чисто да напоменам да не оди под 140. Но последните неколку години студиите покажуваат дека и повозрастните лица имаат корист од тоа да се намали крвниот притисок околу 120-130. Пациентката треба да гледачката треба да направи преглед за да установи доколку не направила во скоро време. Можно е да одреден период имала проблематичен притисок и тоа барало употреба на други класи лекови како што е скоприлот, не само бипресото. А сега да се случило да не е во таква состојба, да е порелаксирана или нешто друго да се променило. Така. И со примање на лекови притисокот не треба да паѓа под 115, под 120-115, бидејќи
Тој всушност притисок може да направи проблематизирање на напојувањето на нашите органи. И пред се на самото срце, бидејќи потребно е да се одржи одреден интервал на притисочни вредности за да може низ коронарните срцевите крвни садови непречено да флуктуираат нели преку крвните садови и тие материи. Ако падне притисокот, помала е перфузијата, напојувањето. Може би се случило некаква друга проблематика во срцето, постојат и други заболувања, нели, кај кои треба да мислиме дека од покачен крвен притисок оди во понизок, да не се развило некаков облик на срцева слабост. Така. И така натака, да нема некаква аритмија која што може би не ја чувствува. Значи еден контролен преглед и доколку има потреба од корекција на терапијата. Точно така. Така, ќе ги слушнеме прашањата и од следните гледачи пред да продолжиме околу диагностиката и колку пати дневно треба да се мери притисокот, што е многу често прашање кај сите кои се соочуваат со овој проблем. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас. Сакам да ја прашам. Пијам една терапија, јас сум хипертоничар долги години, 45 години повеќе. Генетски ми е тоа. Да, пијам лориста од 50 и амлодипин од 10 мг. Дали треба нешто да се смени или да онази, зашто високиот повеќе ми оди на горна граница, инаку нискиот го одржувам притисок. А имам направено и коронарографија пред 2,5 години скоро. Резултатите во ред се? Да, немам стент. Добро, да. Ќе добиете и вие препораки на колку време се препорачливи контроли при веќе вака, да речам, наследна ситуација каде што се знае веќе и редовна терапија е секогаш неопходна. Секој е добро, господјо. Значи, нашата цел е да го сочуваме кардиоваскуларниот систем и останатите органи секако. И при тоа, кога не ја лекуваме хипертензијата, имаме последици на големите крвни садови и на малите крвни садови. Затоа, еден пациент со покачен крвен притисок треба да направи стрес тест, кај господјата е веќе направена коронарографија, што значи крвните садови на срцето се здрави, но не знаеме какви се каротидите, какви се крвните садови на нозете, бубрезите. Значи, да направи оние скрининг методи за испитување каротиди, ако не ги направила до сега, и микроалбуминурија, значи да провери функцијата на бубрезите. Зошто би го направила тоа? Затоа што би открила едно скриено оштетување на микроциркулацијата на бубрезите, со кое што би индицирало дополнителна терапија. Значи, не само покачениот крвен притисок, нас ни се тука важни и други пропратни заболувања, дали има скриен шеќер, дали има покачена молочна киселина, каква е функцијата на тироидијата, каков е статусот со витамин D. Значи сите фактори кои влијаат на општото здравје. Да се открие точниот причинител и да се расчистат. Оштетување не е проблем нели да ги продолжи лековите и исто така да напоменам не само за бубрезите и за срцето е важна таа микроциркулација, бидејќи често пати во последно време се среќаваме со такви диагнози кои ги нарекуваме минока, значи myocardial infarction, non-obstructive, значи инфаркт, меѓутоа без обструкција на големите крвни садови. Значи немаме запушување на главните крвни садови кои ги детектираме на коронарографија, а имаме оштетување на микроциркулацијата, која што се случува кај метаболните и инфламаторните заболувања. И пристапот е како и кај ова другото што е нели исто така кај запушувањата на големите крвни садови. Значи пациентите треба да редуцираат телесна тежина, да се движат, да сменат однос према исхрана за да може да ги сочуваат и малите крвни садови витални. Тука можам да кажам дека исто така едно добро огледало е очното дно. Бидејќи тоа представува огледало на севкупните крвни садови, дали се случуваат проблеми со микроциркулацијата или на бубрезите, како што задниот дел од окото мислите? Задниот дел. Ни покажува ретиналните крвни садови, реална слика. Да. Значи, тоа не се всушност прозорчиња, тоа и микроциркулацијата на бубрезите, дали има оштетување во овие органи, кое што оди кај заболувања како што е покачен крвен притисок, диабет, особено зависен од инсулин, нели кај пушачи. Меѓутоа, уникатна е секогаш предиспозицијата кај луѓето. Генетиката игра голема улога, така што не можеме да секогаш да предвидиме дека кај секој пациент по правило ќе треба да има оштетување, некојаш ги нема тие оштетувања. Се индивидуално, како што рековте. Да вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме?
Ало? Ве слушаме сега во програма, сте повеле. Видете, накратко сакам прашам. Јас сум со ниска хипертензија. Поради мозочен излив пијам ЕНАП 2,5 сабајле, 2,5 навечер. Сега, поради временските услови како што се, хипертензијата ми е мене премногу ниска. Дали кога е вака ниска, мислам некако треба да се напијам пак енапот или да го отстапам. Или терапијата да си ја пијам како што ми е и со енап и со останатите лекови што ги имам. Да, тоа ни беше едно од прашањата, да секако ќе се надоврзиме, ќе добиете одговор. Ви благодарам за зајавувањето. Да, тоа е практично добро прашање. Не треба да ја испие терапијата, бидејќи треба да се случува притисокот во референтните вредности. Под 110, 115 за особа која има оној 120-130 крвен притисок не треба дополнително да се спушта. Всушност притисокот, еве да напоменам, е идеален доколку е до 120 мм за здрави особи. Меѓутоа особи кои веќе имаат покачен крвен притисок или компликации, сега не спомна гледачката од која причина е тој мозочен удар, дали е исхемичен или е хеморагичен, значи дали е од заради тромбоза или заради прскање на крвни садови, исто така игра улога. Меѓутоа, крвниот притисок, особено за мозокот, не треба да се спушта премногу. Треба да биде во некои референтни вредности. Така, докторка, како се диагностицира всушност крвен притисок и може да ги спомнеме и симптомите кои може да укажат ако има и генетска предиспозиција, но и луѓе кои немале претходно некој член во семејството кој се соочувал со хипертензија, кои знаци може да им укажат дека нешто не е во ред или притисокот им е покачен? Значи, еден од главните симптоми е главоболка. Главоболката, вртоглавицата, болката во градите, замор, срцебиење, обично во поекстремен случај, доколку е екстремно покачен крвен притисок, може да се манифестира и со гадење и повраќање. Меѓутоа, она покачен крвен притисок над границата најчесто дава симптоми како главоболка, вртоглавица и стегање во градите, глад за воздух, популарно ние, нели, медицински нарекуваме диспнија, и тоа се оние симптоми кои треба да не насочат да го провериме обавезно задолжително крвниот притисок. Како се дефинира? Постојат, нели, дефиниции, меѓутоа животот не е во пракса секогаш дефиниција, може да се и во медицината еден и еден не се секогаш два, да. Секако. И потребно е, нели, да се мери крвниот притисок, нели, во некои оптимални услови, вообичаени за пациентот, да го познава својот притисок, нели? Дали е тој 120 со 70 или 80, или е 130 со 80, или е 110 со 70, нели, оно идеалниот притисок до 120, што е се систова. Доколку се соочува со вакви предизвици, има, нели, такви симптоми, ги асоцира, ги поврзува со покачениот крвен притисок, потребно е неколку пати. Барем 2 пати во текот на денот, не непосредно по будење, меѓутоа по стабилизирање на организмот во утринскиот период, половина час до час, да си го познава пациентот својот притисок и во текот на попладневните часови кога се одмара. Најчесто во пракса се среќавам со пациенти кои се жалат на утрински покачен крвен притисок, меѓутоа има во последно време особено пациенти кои се жалат на покачување на крвниот притисок во вечерниот период, што може да укажува и најчесто укажува на замор. Значи на неадекватно спиење, претерување со работа, со обврски и едноставно организмот му праќа сигнал на пациентот дека чекори по границата и дека треба, нели, да превземе нешто во тој правец. Така што 2 пати во денот, а по потреба и 3 пати, особено кога даваме терапија, тогаш ни треба, нели, повеќе лекови кога даваме и сакаме да го знаеме ефектот на лековите. Во тој случај може да побараме од пациентот и 3 пати да мери притисок или доколку имаме дополнителни нејасноти да индицираме поставување на амбулаторен холтер за мерење на 24-часовниот притисок. Бидејќи станува збор за хронична состојба, ме интересира дали ако еден период или одреден период од животот сме имале покачен крвен притисок и сме пиеле терапија, дали истата ќе треба да ја пиеме цел живот? Особено кога се работи за помлади особи кои поминуваат низ некои попредизвикувачки периоди, поинтензивни, со работни обврски, со работа пред компјутер, недвижење, можно е да се случи да се надмине потребата за притисок,
и често пати се случува со корекција на животниот стил, значи се менуваат и вредностите не само за крвниот притисок, туку и за колестерол и воопшто, нели, метаболниот профил. Така што не мора да значи дека ако ви диагностицираат покачен крвен притисок, артериска хипертензија, дека таа ви е печат и дека цел живот сте, нели, обврзани да се лекувате од покачен крвен притисок. Напротив, таа може да се свати како сигнал дека треба да направите промена во вашето живење, бидејќи организмот навистина реагира одлично на најосновните фактори, физичката активност, спиењето и правилната исхрана, во смисол на реверзибилно старење. Да кажеме, баш нешто што ми прелета од тие медицински портали на кои што сум претплатена е дека дури и врз срцевата слабост има одличен ефект умерената физичка активност. Прави реверзија, го враќа срцето во подобра состојба. А покачениот крвен притисок има 3 стадиуми, значи може да се стеџира всушност во 3 степени, во прв степен, втор степен и трет степен на хипертензија зависно од вредностите и хипертензивни кризи. Хипертензивните кризи се над 180 за систола и над 110 за диастола. Тие всушност бараат веднаш да се реагира, бидејќи ние не знаеме каква е генетиката на секој пациент и може ли да направи некаква акутна несакана компликација. Но самата хипертензија може да дава како последици на основната третирана хипертензија, не очекуваме, затоа ја третираме, да направи последици. Нелекуваната хипертензија може да се манифестира во втор степен, левокоморна хипертрофија, срцето да се здебели, да имаме плаки на каротидите, нели, да станат покрути крвните садови, всушност, и трет степен кој може да се манифестира со срцева слабост. Тоа е она што ние всушност сакаме да го се избегне. Да не дојде до таа ситуација. Докторка, на самиот крај од емисијата ваш совет како да се превенира покачен крвен притисок, односно висок крвен притисок, хипертензија, ја споменавте физичката активност. Колку минути дневно активност физичка се препорачува или сето тоа зависи од возраста на пациентите? Што е можно повеќе, дури и за возрастните, доколку нивниот локомоторен систем тоа го дозволува. Има некој минимум 150 минути во текот на неделата. Тоа е, нели, она од западните општества, нели, од Здруженијето за кардиолози, меѓутоа сознанието покажува дека што е можно повеќе движење, физичка активност, јакнење на мускулите, значи не само пешачење, изометрички вежби, туку и вежби на резистенција, кои што, нели, ни ги прават мускулите помоќни, сето тоа допринесува да старееме поспоро. А хипертензијата е еден од всушност од облиците на старење на нашиот кардиоваскуларен систем. Но да напоменам дека додека не се стави хипертензијата под контрола, тогаш се препорачува само лесна физичка активност. Бидејќи еден пациент со 150 со 100 кога тераме да вежбам, препорачаме фитнес вежби, значи не е забрането и фитнес вежби, секако модерирани спрема профилот на пациентот и возраста и степенот на оштетување. Но прво да се нормализира притисокот. Апсолутно, бидејќи физичката активност кај нетретиран притисок може да предизвика дополнително оптоварување на срцето кое може да направи компликации. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист кардиолог, ви благодарам за одвоеното време и за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи и ве очекувам да видите повторно дело од добриот доктор. Ви благодарам и на вас и ќе ми биде задоволство. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а во утрешната емисија ќе зборуваме за дисторзија, односно народски кажано шинување на скочен зглоб. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!